Добре дојдовте во размена на мислења. Денес ќе се обидеме да разрешиме една духовна загадка, еден вид проблем кокошката или јајцето кој лежи во срцето на мисијата на верникот. Сите сме слушнале фразата «Вера без дела е мртва, нели?» Ама што ако и делата се мртви без вистинска внатрешна состојба? Прашањето е, што е суштината на таа мисија? Дали таа се состои во конкретните видливи дела на правда и милосрдие или во внатрешната состојба на верата која ги инспирира тие дела? Јас ќе го бранам ставот дека главниот израз на верата се гледа токму во активната служба и во борбата за социјална правда. А јас пак ќе застапувам став дека основата е внатрешната диспозиција на верата, целосното потпирање на божествената моќ. Делата се секако неопходна последица, но сепак само последица, не изворот. Де почнеме тогаш. Кога ги читам текстовите од пророкот Исаја и евангелистот Матеј, ме воодушевува колку се практични и насочени кон акција. Исаја, например, зборува за пост, но тој целосно го превртува концептот. Го отфрла формалниот ритуал во корист на нешто што можеме да го допреме и видиме. Да го споделиш лебот со гладниот, да ги примиш сиромашните бездомници во својот дом, да го облечеш оној што е необлечен. И ова не е само некоја блага морална препорака. Тој го поставува како директен услов. Тогаш твојата светлина ќе бликне како зора. Значи, делото е она што ја предизвикува духовната трансформација, она што ја пали светлината. Векови подоцна, Исус ја користи истата слика. Тој не вели станете светлина, туку вие сте солта на земјата и светлината на светот. Тој е изјава за идентитет кој се манифестира преку функција. А како функционира таа светлина? Луѓето ќе ги видат вашите добри дела и преку нив ќе го прослават Отецот. Целата мисија е насочена кон надвор, кон светот. Како што се наведува и во коментарот што го анализираме, црквата постои само за светот. Улогата на верникот не е да создава нешто ново, туку да биде откривач, да го покаже вкусот и убавината што веќе постојат преку служба. Дури и ставот на апостол Павле во Коринт, каде што ја отфрла реториката, ја поддржува оваа идеја. Тој ја заменува интелектуалната моќ со понизно служење. Се сведува на она што се прави. Јас доаѓам до ова од еден сосема поинаков агол. Секако дека делата се клучни, никој не го спори тоа, но тврдам дека тие се секундарни, дека се одраз, а не извор. Ако се вратиме на Исаија, мора да го погледнеме целиот контекст. Проблемот на народот не бил што не постеле. Напротив, тие биле многу религиозни. Тие му се жалат на Бога. Зошто постиме, а ти не гледаш? Проблемот била нивната мотивација. Коментарот посочува дека тие постеле, но истовремено биле исполнети со расправи, кавги, суровост, желба за профит. Значи, критиката на пророкот е насочена кон лицемерното срце, не кон недостатокот на религиозна активност. Исто така Псалмот 111, кој зборува за праведникот како светлина во темнината, ја темели целата идеја на стравот Господов. А тој страв не е дефиниран како активност, туку како внатрешна состојба. Љубов кон Божјата воја. Тоа е состојба на доверба, почит, усогласеност на срцето. На крајот апостол Павле е наискрен. Тој инсистира верата да се темели на силата Божја, а не на мудроста човечка. Тој вели дека дошол во слабост, страв и голем трепет. Зошто? За да може целата работа да биде на Светиот Дух, а не на човечкиот напор. Верникот, како што истакнува коментарот, е само рефлектор. Тој не е изворот на светлината, бидејќи секоја светлина доаѓа од Бога. Значи, примарна задача е да се биде чист рефлектор, а не да се трудиш да светиш посилно. Добро, ајде да се задржиме малку повеќе на Исаија 58, бидејќи мислам дека тука е јадрото. Текстот е речиси брутално директен. Пророкот не вели подобрете си ги мотивите, па после действувајте. Тој директно ги спротивставува празните ритуали со многу конкретни дела на социјална правда. Ослободување на угнетемите, хранење на гладните, згрижување на бездомните. Ветувањето дека твојата светлина ќе бликне е директен, речиси каузален резултат на овие дела.
Се чини дека етичкото однесување има апсолутна предност пред формалната религиозност. Ова е кулминација на вековното пророчко учење. Бог предпочита правда и милост пред жртви и ритуали. Делото е она што е важно. Гледам зошто го толкуваш така. Навистина е силен повик на акција, но контекстот е се. Народот веќе вршел верски обреди. Тие не биле нерелигиозни. Проблемот бил што го правеле тоа со погрешно срце, со себични мотиви, барајќи Божја наклонетост додека ги угнетувале своите работници. Критиката на пророкот е насочена кон нивната мотивација и внатрешната состојба на лицемерие. Затоа повикот за акција е всушност повик да се усогласи нивниот надворешен социјален живот со она што треба да биде вистинското внатрешно обожавање. Но нели е можно самата акција да биде лекот за лошата мотивација? Пророкот не им дава психолошки совети. Не вели, медитирајте за вашите мотиви. Тој им дава глаголи, им дава инструкции, ослободи, сподели, облечи. Може би токму преку послушноста во дејствувањето се прочистува срцето, а не обратно. Може би чекањето на совршена внатрешна состојба е само изговор за неактивност. Тоа е интересна провокација. Но јас би рекол дека делата се тест за внатрешната состојба, а не лек. Тие се доказ за автентична промена на срцето. Без таа внатрешна промена, овие дела би биле само уште еден вид на перформанс, само пософистициран ритуал за да се импресионира Бог или општеството. Разликата е во тоа дали Бог бара социјални работници или бара поклоници чие поклонение природно се прелева во грижа за другите. Јас мислам дека го бара второто. Таа идеја за прелевање не носи директно до метафорите за сол и светлина во Матеј 5. Исус ја завршува својата поука со кристално јасна изјава. Гледајќи ги вашите добри дела, да го прослават вашиот Отец Небесен. Механизмот на евангелизација, начинот на кој светот го препознава Бога, е преку видливоста на добрите дела. Мисијата не е дефинирана преку внатрешна состојба, која останува скриена, туку преку незиното надворешно, опипливо влијание врз светот. А метафората за солта е уште посилна. Солта нема вредност сама по себе во својата внатрешност, незината вредност е исклучиво во незиниот ефект врз она што го допира – храната. Ако солта ја изгуби соленоста, односно способноста да дејствува врз својата околина, таа е бескорисна. Исус е фокусиран на функцијата, на ефектот. Морам да признам, аргументот за солта е силен, но мислам дека ја испушташ првата половина од приказната. Точно е дека светлината треба да свети, но таа светлина не се создава самостојно. Таа се рефлектира. Коментарот многу јасно го истакнува ова. Секоја светлина доаѓа од Бога. Учениците се спроводници, не се извори. Според тоа, клучот не е во активноста на светење, туку во квалитетот на поврзаноста со изворот на светлината. И не е случајно што овој пасус доаѓа веднаш по блаженствата. Тоа е апсолутно клучно. Блаженствата опишуваат серија на радикални внатрешни состојби, да се биде сиромашен по дух, кроток, чист по срце, гладен и жеден за правда. Живењето според овие блаженства е условот за да се биде сол и светлина. Не можеш да бидеш светлина на светот ако прво не си сиромашен по дух. Светлината што доаѓа од гордост и самодоволност не е Божја светлина, туку само промоција. Но дуви и да прифатам дека блаженствата се предуслов, крајниот резултат, целта што Исус ја нагласува, е видливото дело. Блаженствата може би се моторот, но автомобилот постои за да се движи и да стигне некаде. Делото е она што ја исполнува целта на внатрешната состојба. Внатрешната состојба без дело е како мотор што работи во празно. Може би звучи убаво, но не врши никаква работа. Исус вели дека градот на гора не може да се сокрие. Тој не вели не треба, туку не може. Тоа имплицира дека вистинската внатрешна состојба неизбежно и природно произведува видливи дела. Мојот фокус е на таа видливост. А мојот фокус е на тоа што ја прави солта солена. Што е таа соленост? Тоа не е само било каква активност. Тоа е специфичен квалитет кој доаѓа од таа внатрешна состојба на понизност, доверба и чистота, опишана во блаженствата. Без таа суштина, добрите дела стануваат празен морализам. Стануваат само уште една форма на обид да се заработи спасение или да се изгради добра репутација. Исус предупредува дека солта може да ја изгуби соленоста. Како? Со тоа што ќе се одвои од изворот што и го дава квалитетот.
Кога внатрешниот живот ќе се занемари, надворешните дела стануваат само лушпа. Ова ензија помеѓу внатрешниот извор и надворешниот ефект совршено не носи до апостол Павле и неговото искуство во Коринт. Неговиот аргумент за слабоста, според мене, е врвен аргумент за мисијата како понизно служење. Тој доаѓа во Коринт, центар на грчката филозофија и реторика, место каде што луѓето биле обседнати со мудрост и елоквентност. И што прави тој? Намерно ги отврла тие алатки. Тој ја отврла моќта на реториката и престижот на јазикот или мудроста во корис на нешто сосема спротивно – слабоста на распнатиот Месија. Ова директно се преведува во мисија на скромно практично дејствување. Наместо да ги импресионира со интелектуални аргументи, тој живее меѓу нив во слабост. Пораката на крстот се живее преку служба, преку дела. Како што вели коментарот, сиромашниот Месија може да биде објавен само со сиромашни средства. Таа сиромаштија се манифестира во дела на служење. Повторно, мислам дека го гледаш само половина од она што Павле го кажува. Тој не само што отфрла нешто, туку истакнува со што го заменува. Тој вели дека неговото проповедање не било со убедливи зборови на човечка мудрост, туку со покажување на духот и неговата сила. Јадрото на мисијата е божественото дејствување, а не човечкото, без разлика колку е тоа понизно. Слабоста на проповедникот за која зборува е суштинска токму затоа што, како што вели коментарот, таа го остава полето отворено за дејствувањето на Бога. Значи, примарната задача не е да се прави повеќе, туку да се стане потранспарентен сад за духот. Фокусот е на подпирањето на Бога, на внатрешната отвореност за божествената сила, која потоа се манифестира низ нас. Но ако Павле навистина се фокусирал само на тоа да биде пасивен сад, зошто тогаш тој самиот бил толку неверојатно активен? Тој патувал низ целиот познат свет, основал цркви, работел со своите раце, пишувал писма полни со многу конкретни етички упатства, цели списоци на работи што треба и што не треба да се прават. Неговата слабост не била пасивност, тоа било свесен избор на метод на дејствување. Тој избрал да дејствува преку служење и жртва, наместо преку моќ и доминација. Но акцијата, работата, трудот биле апсолутно централни во неговиот живот. Секако дека бил активен, но прашањето е на што тој ја припишувал ефективноста на таа активност. Тој постојано вели: не јас, туку Христовата благодат во мене. Неговата цела поента е дека изворот на моќта е целосно надворешен за него. Неговата активност е резултат на божествена иницијатива, не обратно. Затоа примарната задача на верникот е да ја негува таа внатрешна врска, таа состојба на целосна зависност. Без неја, нашите најдобри и најпонизни дела сепак остануваат само мудрост на луѓето и човечки напор. Токму она што Павле експлицитно го отфрла како основа за верата. Парадоксот е дека најмоćната акција можеби бара состојба на длабока внатрешна пасивност, целосно предавање на божествена сила. И покрај се останувам на ставот дека овие текстови, земени заедно, доследно ги повикуваат верниците да бидат активно, трансформативно присуство во светот. Тоа присуство се остварува преку конкретни видливи дела на правда, ослободување и милосрдие. Ова е видливиот израз на верата и, според самите текстови, примарното средство преку кое светот ќе го види и прослави Бога. Внатрешната состојба има вредност само кога ќе се преточи во дело кое го менува светот. Јас би заклучил дека, иако тие дела се неопходен плод, коренот е внатрешниот живот на вера, доверба и целосно потпирање на силата Божја. Без оваа внатрешна трансформација и постојана поврзаност со божествениот извор, нашите дела, колку и да изгледаат импресивно, ризикуваат да ја изгубат самата соленост за која Исус предупредува. Тие стануваат само уште една социјална активност, а не сведоштво за божественото присуство. Сепак мислам дека и двајцата можеме да се согласиме дека овие текстови повикуваат на длабока и нераскинлива интеграција на верувањето и дејствувањето. Не може да постои едното без другото. Тие се две страни на иста монета. Апсолутно. Може би вистинскиот предизвик не е да се избере едното или другото, туку да се научи како да се живее во таа тензија.
Истражувањето на ова прашање не принудува сите нас да размислиме каде е нашиот фокус. Дали е на самите активности или на духовниот извор што мора да ги анимира тие активности. И во материјалот сигурно има уште многу што да се истражи за овој сложен и витален однос.